Денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Ова е трето рочиште на кое воведни зборови дава одбраната на обвинетите. Судењето се води под засилени безбедносни мерки со присуство на обвинетите, роднини на жртвите и бројни новинари. Обвинителството, застапувано од тим од 15 јавни обвинители, најави дека доказите ќе покажат оти клубот Пулс бил смртоносна стапица уште од самиот почеток, резултат на систематска негрижа и институционални пропусти. На обвинителна клупа се 37 лица, собственици, управители, инспектори, поранешни градоначалници, обезбедувачи и државни службеници. Во Идризово е Дејан Трајковски. Дејан, повели со информациите околу денешното судење. Како што кажа Бубе, и денеска продолжуваат воведните зборови на обвинетите во процесот. Прв пред судот се обрати градежен инспектор кој е веќе неколку години во пензија, Огњен Ѓорѓиев, кој смета дека е обесправен со тоа што е и тој седнат во обвинителна клупа, односно како што вели немал никакви ингеренции како градежен инспектор да врши инспекции на дискотеката Пулс, бидејќи како што посочи немало пренамена на објектот, туку имало само пренамена на дејност во истиот објект, а со тоа вели се исклучува и неговото властување за да врши инспекции, па предлагам тука повеќе од него да слушнеме од она што го кажа тој пред судот. Никогаш не сум бил во објектот, ниту бил во моја надлежност. И со сето ова јас немам, пак ќе кажам, никаква врска и бесправно сум обвинет. Тука пренамена не постои. Туку дека има промена на дејноста за која градежната инспекција нема никакви ингеренции. Градежната инспекција може да затвори градилиште, а објект, стопански објект не. Да забрани стопанска дејност не може. Така, со воведни зборови продолжи адвокатот на моменталниот министер за без ресор, кој што е Шабан Салиу и тогашен и поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување, кој исто така посочи дека инспекции во Пулс или некакви контроли исто не биле во негови овластувања, кој што посочи дека ќе ги докаже во текот на постапката, а воедно и силно го нападна обвинението, па предлагам тука да слушнеме повеќе што порача и тој пред судот. Зошто почитувани суди Шабан Салиу не е виновен? Пред се, поради отсуството на законски пропишана надлежност како раководно лице на Дирекцијата за заштита и спасување, според која тој не бил дел, ниту можел да биде дел од процесите за лиценцирање, од инспекцијските надзори, од урбанистичките одлуки, или од проверките на техничките услови на угостителските објекти. Таквите постапки не спаѓале во негови овластувања и не може да се поврзат со неговата функција. Тој ниту можел конкретно да делува на пожарот во Кочани, ниту на последиците од истиот. Ниту во периодот 2012-2017 година, кога Шабан Салиу ја извршуваше функцијата директор на дирекцијата, ниту периодот од 8 години потоа, во кој тој не е дел од системот, во кривично-правна смисла не може да се поврзат со трагичниот пожар. Така, денеска се очекува воведниот збори на останатите поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, Салиу и Џаферовски, кои што треба да го изнесат пред судот она што е нивни аргумент. Секако Канал 5 останува на терен, тука сме во судницата, ќе ги следиме и понатаму како се развива целото судење, па во следното информативно издание ќе јавиме со нови детали. Те очекуваме. Дејан Трајковски го следи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани.